Македонија. Дојдев од тука денес да зборувам за ова вчера што се појави во јавност, што за мене представува криминален договор. Значи, криминален договор на штета на Македонија. А што е криминален? Значи, прво треба да видиме кај се кривците и која е причината, зашто е дојдено до ова кај што се наоѓаме денес. Касно е, ова средина е касно, значи требаше да биде организирана порано. Ние се наоѓаме, значи, неколку дена пред подпишување на нешто што значи пораз на Македонија, на македонскиот народ. Од тие причини, јас ќе ви кажам прво што се однесува до прокламираните ставови таму во тој фамозен договор. Има многу контрадикторни работи и вели, значи, нема сепаратистички действија, значи, ова веројатно се однесува на Уилин ден, на македонците во Бугарија. Нема територијални претензии, значи, ова се однесува на Македонија во вестност Бугарија. Правата на своите државјани, внимавајте една работа, Бугарија има издадено преко 140.000 граѓанства на македонци кои се афлицирани, кои се попалеле таму, и сега, бидејќи не признаваат македонско малцинство во Бугарија, практично Македонија нема колку да бара таму права. Разбирате, имаме проблем сериозен. Некои тука ни толку формирање партија на българите во Македонија, што еквивалент да посетира со тука два ќе дојде некаде 280-300 гласови. Партија која што веројатно ќе може да прави коалиции со некои од доматите партии. Со УЧК имаме проблем. Зашто тоа не го кажуваме? Историските факти некои ќе знаат повеќе, некои помалце, некои се професори, некои не се, меѓутоа фактите денес се зборуваат нешто. Имаме проблем сериозен во државата. Кои се кривците, кои се причините, кај е причината вистинската? Знаете што, господините што се замена предвод него право. 91 година после собраница одлука, со која што Македонија се обврзала према Европската унија, према Брисел, за прифаќање на сите критериуми, наступи и упатства дадени од таму. Меѓутоа има еден пасус кој што е вместен таму, кој што вели, не мешање во надлежните работи на соседните земји. Почетокот на сето ова кај што се денес е правилно. Тој момент македонската држава се откажа од нашите македонци во Беломорска Македонија, во Пиринска Македонија, во Албанија, во Србија и некаде. Она што сакам јас да го потенцирам овде. Значи, 27 години Македонија е принудена буквално да се однесува и да прифаќа договори помеѓу две партиски раководства на ВМРО ДПМН и на СДС. Таквите партиски калкулации, пазарчески однос, прифаќање на агенти од транспорт, доведува до тука. Внимавајте една работа. Привремена спогодба со Грција, рамковен договор, мајски договор, Брзино 1 и 2, албанска платформа, Фугарски договор. И кому да уверувам јас во оваа држава? На никога својот син, на Зоран Заев. Извинете, меѓутоа и нивните претходници, раководството на тие партии, формата Бранко Црвенковски, за Руче Георгиевски, изјавите на првиот председател на Македонија дека ние сме словени дојдени 6-7 век назад Карпатите. Изјавите на Руче Георгиевски. Тоа е понижување на собствениот народ. Неќе да е на македонската историја. Ако сме словени дојдени 6-7 век, што парламентот се расправаме со Грците? Да нашите незначоните во право. Зашто не им погледнеме на фактите во очи и да ја кажеме вистината овде? Политичките раководства на политичките партии во Македонија ја утнаа работата. 27 години ја продава државата. И видите дека се констат, кој се говорите и кажам фактите. Македонскиот народ не може веќе да трпи предавка. Ето да ви кажам. Ставот на Бојко Борисов, ставот на Ципрас во моментот во Грција, на Еди Рама, на Вучич, нас не треба да ни интересира.
На прво и основно место македонскиот народ треба да пристапи кон духовно и национално обединување. Ние сме раскарани. Ние не сме обединени. Имаме проблем меѓу нас. Ако не има мир дома, не може да има мир и надвор. Разбирате? Имаме проблем. Индоктриниран народ. Секакви аналитичари, историчари, популистички агенти. 27 години мало молчи. Молчи оти пишува 50 години пред това во бивша Југославија фалсификати. Публикуваат дела кои што немат прска туристичка за македонска историја. Пишува во корист на Србија. Денеска имаме синото македонската православна црква кој се разлика на 5. Ова ви го тврдам. Скарани се. Некои во тој синот седат, ќе владите на македонската православна црква, меѓутоа ќе застапуваат ставовите на грчката православна црква, на српската. Што да очекуваме ние од овие? Одам секаде, комунитирам со луѓе. Некои во Грција ви кажувам, има средба со наши луѓе во Грција. Македонски порок, некои од нив знаете сигурно. Не може и луѓето сите креват срце. Предадени сте вика со години, назад. Никој не месец, никој не прима таму. Знаете што? Една Грција има пар македоники, една организација која се финансирана од државата, меѓутоа нивното иселеништво го држи обединето. Нашето иселеништво, а јас ја работите там, како што значи некој од присутните овде, е разјарано. Денес не се расправа за идеологија. Денес се расправа за тоа дали са Груевски, дали са заедно. Груевски заедно не се идеологија. То се 20 десни виновници за ова што се случува денес. Кривци. Јавно ги посочувам. Пред 100 години имам напишано на оваа тема и јас покажувам дека единствените виновници се тие 20. Не може со такво однесување. Народ со години имаме на улици. Шареви, дом, не знам какви. Сите протестират, никој не знае што протестират. На крају добиваме некои фамозни подписи кои се наедени па и еве денес кога дојдовме да се бориме за собствената историја, за собствениот идентитет, со некои кои се нема врска со Македонија. Не крадат, ние крадат нашата историја затоа што нема птица. Кој е тој ебирама да прави платформа? Јас многу пати поставувам прашања, меѓутоа ќе морам да кратко во интерес на времето, како што беше моја, значи 10 минути. Ќе давам овде конкретен предлог. Предлогот е следен. Да се излези со изгод пред памфлет, декларација или било каков документ, истиот тој. Сите заедно да одиме да му предадеме на Георги Иванов како председател на државата и да истапи во име на македонскиот народ, исто председател е. Значи он не е председател на Груевски на Павлова ДПМН, не е председател на СДС, значи он е председател на македонскиот народ. Има да ги брани македонските интереси. Исто што се однесува за македонската православна црква и за сите останати. Не упаѓа кој какви интереси има. Мора да се јасно и гласно обединено да излапиме. И втората работа со која ќе се завршам. Да кажавме процес на 31.7. по 17 часот од соборно место пред соборното храм по Скопје. Ве повикувам сите да излезете во името на Македонија и на македонскиот идентитет. Мора да се браниме. Касно или не, ситуацијата е оваа, а начин ќе се најде. Затоа што вистината секогаш победува. Македонија била и ќе биде на македонците, а не како се бедува на луѓето. Слава!